Ајде и оваа генерација наши македонци и граѓани на Македонија да ја пишува во книгите како се одважила. И за нас да зборуваат деца и внуци како сме донеле вистинска одлука. Секогаш Македонија знаела да носи вистински одлуки и така се движела напред. Овој пат мораме да ја осигураме, да обезбедиме независноста на нашата земја и конечно да бидеме со сите во светот и никогаш повеќе сами во светот, нагласи премиерот и претседателот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев. Тој како што рече е убеден дека подобар договор не можело ниту може да се направи. Ако можело, последните 11 години ќе бил направен. Добивме земја признаена од сите, од целиот свет, во која што живее македонскиот народ. Ги остваривме вековните аспирации на нашите татковци и дедовци. И овде од херојски прилеп ред е да се обратам до опозицијата. Нарекувајќи го пријателе, тој се обрати до претседателот на опозицијата Мицкоски и до шеновите и симпатизерите на ВМРО ДПМН. Знаете и вие дека сите заедно сме за Европската унија и за НАТО, но знаете, почитувани мои сограѓани, дека се работи и за еднината на вашите и за моите деца. Се работи за нашите наредни генерации. Заев им се обрати на младите, но и на родителите, бабите и дедовците. Почитувани млади луѓе, еднината останува на вас. Ова борба, ова одлука најповеќе е за вас, младите луѓе. Немојте да дозволите да ја пропуштите шансата. Во Британија младите луѓе ја пропуштија шансата. Сега се каат и влезени се во бесконечен лавиринт. Ова Македонија ја предаваме ние повозрастните на вас, младите луѓе. Сакам да апелирам да разговарате со вашите другарки и другарчиња, со вашите родители, со вашите дедовци и баби, да им кажете дека се работи за вас, за вашата изнина, да излезат и да ве поддржат вас, младите луѓе, затоа што на младите останува иднината. Се обраќам и до родителите и бабите и дедовците. Немојте да дозволите од било кој причини на светот да им ја уништите шансата на младите луѓе. Должност е на повозрастните да ги поддржат младите. Должност е на сите нас да ја поддржиме едината. Должност е да бидеме одговорни пред Македонија и пред генерациите кои што доаѓаат после нас. Добивме поддршка од сите светски политичари и организации, но последниот исчекор кој треба да го направиме сите заедно е наш, рече на митингот градоначалникот на Прилеп Илија Јовановски, повикувајќи ги граѓаните да излезат на референдум и да гласаат за нашата иднина, но и за иднината на нашите генерации. Сите овде сме достоинствени граѓани, достоинствен народ кој гордо стои пред предизвиците, рече Јовановски и дополни. Предпристапните фондови од Европската унија се достапни за земјоделците, а сите знаеме ние сме земјоделска држава. Осем зголемувањето на субвенциите, современи знаења и производствени искуства, се отвора и голем европски пазар, што е доволна гаранција за сигурен пласман на квалитетни македонски производи. Постојано велиме да бевме на запад, да сме на запад и еве, конечно, сега имаме можност да станеме запад. Да гласаме за доброто на нашата држава, да гласаме за нашата безбедност, за нашата безбедна иднина, за владење на правото и европска имплементација на законите, за повисок животен стандард, за подобро образование, за квалитетно здравство и социјална заштита, современи инфраструктура и да се развијат целата во нашата држава. А реформите се почнати. Сите тоа го знаеме. И еве, сето тоа го чувствуваме и чекориме по тој пат. Пратеникот на српскиот парламент Боголјуб Карич на митингот присуствуваше како што рече да ја даде својата поддршка на последниот чекор на македонскиот народ, кој заедно со српскиот повторно ќе биде во европската фамилија. На предлог на жирито на фондацијата Карич, Зоран Заев и Ципрас годинава се здобија со признание за придонес во областа на јакрење на мирот и соработката меѓу соседските земји. Добитник на вакво признание меѓу другите е и рускиот претседател Путин.